you solve with ratio and with balls to make decisions. So this is how you do it, with ratio and with balls. Македонија кој вели дека сме број 2 во светот по корупција. Толку сме корумпирани што не имаат корумпирано да го препуштиме првото место. Квази држава во која секој се што е на продажба јавно, транспарентно и никој ништо не му може на корумпираниот, затоа што оние што треба да го санкционираат според словото на законот се покорумпирани од него. Оно јавниот обвинител блада нешто на телевизија како демек работеле по закон, дрнјариња, шие мугаџура, а од Марс се гледа дека секој ден постои некој корумпиран во обвинителството, судството, полицијата, царината или во политиката. Знаете како се гледа дека е некој корумпиран? Многу е лесна констатацијата, најлесна е на свет. Кога една работа нема логика, тогаш се работи за корупција. Човечка логика, мислам. Секаде во општеството каде што нема логика, таму има корупција. Едноставно е многу. Има логика штрајкот на даскалите да биде ставен во мирување и да не добијат ништо. Дали има ова логика? Нема. Па Јакимчо тоа го објасни иако никој ништо не го разбра. Како што објасни онаа несреќена Реджепи кога доброволно го киднапираа за да го средат новото парламентарно мнозинство. Иста работа. Немаше логика да се потпише на мнозинството и да го снема 3 дена. А потоа раскажуваше фантастични приказни како оние за Хари Потер, за ЕУ и за жена му. А приказната е една. Корупција, корумпирани битанги. Сега на тие корумпираните што раскажуваат приказни без логика ќе им вработат жени, швалерки, деца, ќе им дадат тендери и готово. Корупција, како што беше корупција со осудените за 27 април. Ги осудија 180 години за реално здружување во толпа и хулиганство, а го залепија сето тоа или го завиткаа во бландата на тероризам. И тој што отвори вратата, прославениот Крсто Муковски вратарот, го почастија со тендери. А ако не отвореше вратата, ништо тоа немаше да се случи. Така, немаше да има последици, историјата ќе беше малку поинаква. Вака, историјата се создаваше на база на предавство и корупција. Чиста логика. Ама не, кога логиката престанува, корупцијата владее. Според оваа логика, 300 спартанци кои во 480 година пред нашата ера ги соприја лјадниците персијанци на Термопилите, не се валидни за таа приказна. Кој што Крсто не е валиден дека отвори врата што беше блиндирана и при тоа во државата создаде трајни последици со векови. Исто ко спартанциве, нели? Ама спартанците испозагинаа до еден, а на Крсто влакно од глава не му фали. Дури е полн како брод, како гусарски брод. Ама без логика на неговото место лежат други луѓе, вкупно 180 години затвор. Се е можно кога си корумпиран, луѓе мои. Тоа е, корупцијата е најгадниот криминал, а ја гледаме секој ден. Се е корумпирано и локално и глобално, се корумпира со бенефиции, со тендери, со грантови, со ваучери, со вработувања и тоа го прават највисоки институции, се е корумпирано. Абе на мочање не можеш да отидеш без корупција, а камоли на операција или на суд. Боже, пази. Затоа се вика не раскажувајте бајки кога ја објаснувате корупцијата, затоа што бајките немаат логика. Таму каде што владее логиката, владее и правото. Логично ако си криминалец да лежиш затвор. Не е логично професорите да добијат тикви со расол, а некој познат да добие грант од 1.400.000 евра. За крастајци да сади. Крастајци криви. Молам. Вака како што изгледа, нема надеж. Дури ти, Анджелина Джоли, ако ми дадеш. И пак нема надеж. Ние сме во клиничка корумпирана смрт. Се е корумпирано. Самата логика кажува дека некој издал 200 пасоши на криминалци, а судот дава огромни казни за влечење коса. Но за одземање живот казната е мала, затоа само да, пуштете си онака од срце, бе. Абе, терајте, бе.
Обвинителите се глуви кога јавно се кажува дека парите од рекетирање ги зеле нивните политичари наредбодавци, кои ги има на илјадници, ги има на фотографиите и документите, нели? Тоа е тоа. Народот ја препознаа корупцијата затоа што ја знае логиката. Правото може да го извртите, но човекот се раѓа со чувството за логика. Затоа логиката е најважниот чекор кон вистината. И да знаете, ако сте корумпирани, чабе објаснувате и се правдате. Секој што логично размислува знае дека сте криминалци и корумпирани. Логично, нели? Чиста логика. Државата, тоа е, дуи. Ова на сите треба да ни е јасно. Таче е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ми ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ми ја одгризаа главата. Замислете, сега дуи со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте бе! Абе, ќурка кога ве води не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си? А? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански, така? Па Путин не е дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бај дека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш. Ви тврдам, од тврдо да не станете.